Значи, ова не е некоја новост. Законот за гробиште и погребални услуги е на сила од 2008 година. И тој закон, односно член 4 од тој закон, ги одделува услугите што ги прават јавните комунални предпријатија, тоест ние како јавно предпријатие, и услугите што ги прават физички или правни лица што имаат дозвола за вршење на погребални услуги. Значи, имаме управители на гробишта и оператори за погребални услуги. И тие две дејности се неспоиви. Значи, ние, како јавно предпријатие погребални услуги, досега ги работевме услугите комплетно. И услугите на управител, и услугите на оператор, заради тоа што во градот немаше појавено оператор кој ги задоволува условите. Односно, сите што доаѓа се информира, знаејќи го бројот на погреби во Свети Николе, што е релативно мал, а тие се обично компании кои работат од финансиски интерес се откажуваа. Ево, последните 2-3 месеца се појавија 20 оператори што поднесоа официјално барање за вршење на погребални услуги во градските гробишта во Свети Николе, од кои едни од не ги исполнува условите, го одбивме тоа барање, а другиот ги исполни условите и од 15 февруари е официјално со договор оператор на погребални услуги за градските гробишта во Свети Николе. Мислам, тоа е законска обврска наша, согласно член 18 од Законот за гробиште и погребални услуги, кој вели дека секој оператор на погребални услуги, кој ги исполнува условите и има дозвола за вршење на погребални услуги издадена од страна на Министерството за транспорт и врски, ние сме задолжени да склучиме договор. Значи, моментално имаме еден оператор, што не значи дека во меѓувреме може да се појави и некој друг, што ќе ги исполни условите со кои ние ќе мораме да склучиме договор. Но сакам да напоменам дека граѓаните не треба да ги загрижува оваа ситуација. Ние како јавно предпријатие погребални услуги за нашите граѓани кои се редовни претплатници на гробната такса, остануваат услугите бесплатни. Значи, си останува бесплатно доделување на гробното место со бетониран оквир како што бело и досега. Погребната опрема се уште ја издаваме бесплатно. Единствено што ископот, закупот и превозот не ги работиме заради тоа што законот не ни дозволува. Ќе напоменам, не ни дозволуваше од 2008 до сега, но го работевме тоа затоа што немаше оператор и го работевме по писмено барање на граѓаните кои имаа потреба од погребување со одлука на управен одбор. Често имавме контроли од Државниот комунален инспекторат, не толерира затоа што едноставно погребот е дејност која не трпи одлагање, немаше кој да го врши, ние моравме да го извршуваме. Последните 20 на дена имаме оператор, граѓаните да знаат дека тој оператор мора да работи согласно законот, мора да ги извршува погребите онака како што е предвидено во законот, во правилникот, во нашите правилници и согласно договорот што го имаме ние со него. Значи, негова обврска е возењето од домот на починатото лице до градските гробишта и после од црквата кај што се прават обредите до гробното место. Доколку граѓаните имаат одредени забелешки на работењето на операторот, слободно може да се јават во нашето јавно предпријатие, ние сме управители на овие гробишта, значи или до државниот, односно овластениот локален комунален инспектор, значи секоја забелешка што имаат на работата, можат да писмено или усмено да ја достават или до комуналниот инспектор или до нас, за да ние ја процесираме понатаму. Јавното предпријатие погребални услуги стои на располагање на граѓаните. Ќе кажам дека за надоместокот што го плаќаат на операторот за превоз од дома до гробно место, тоест од дома до гробиштата и после од црквата на градски гробишта до гробното место, операторот е должен, значи, да го однесе починатото лице до самото гробно место. Да нема ситуации во кои граѓаните ќе мораат сами да го носат починатото лице. Тоа е обврска на операторот. И уште едно, за тој надоместок, согласно одлука на управен одбор и согласност издадена од нашиот основач, Советот на општина Свети Николе, ние вршиме надомест на граѓаните. Значи, тие се должни да си земат фактура или фискална сметка од операторот, да ја приложат кај нас со барање и ние им враќаме надомест за извршените услуги од страна на операторот на нивна трансакцијска сметка. Надоместок е согласно нашиот ценовник, досегашен,
А погребната опрема, реков, треба да се јават кај нас, да се информираат, не мора да ја земат од кај нас е бесплатно. Но доколку ја земат погребната опрема од друго место, им вршиме надомести на тоа. И тој надомест е согласно нашиот ценовник и согласно одлуката за надомест во случај на покоен, донесен од страна на управниот одбор, и има разлика во цената, не велам не, но има разлика и во квалитетот на погребната опрема. Ние од секој сме се трудиле да имаме што е можно пониски цени за однос на квалитетот што сме го нудиле. Мислам, таа дејност е можда би една од комуналните дејности која најмалку некој сака да ја работи, но тоа е едноставно потреба на граѓаните насекаде, па и во Свети Николе. Па видете, гробиштата пред 3-4 години се проширија со некаде 3000 метри квадратни. Проценка наша е дека уште најмалку едно 4 до 5 години ќе ги задоволи потребите од погребување во Свети Николе. Тука ќе споменам дека можда не секоја, ама скоро секоја фамилија веќе има свое гробно место, така да проширувањето оди многу поспоро него, да речем, пред 10 години. Има можност за проширување од парцели што се собственост на физички лица. Ние разговараме со градоначалникот и најверојатно во наредниот мандат на локална самоуправа за година-две ќе има можност да се прошират со уште некаде 5-6 000 метри квадратни, а оставена е можност и излобиравме заедно со градоначалникот на локалната самоуправа да на автопатот остават премин под автопатот за евентуално проширување на гробиштата после автопатот. Но тоа мислам дека нема да се случи во наредните барем 15 до 20 години. Па вака, капелата знаете дека е инвестиција на локалната самоуправа, на општината. Наша обврска беше да изработиме комората за чување на починати лица и опремувањето внатрешно на капелата. Комората е завршена, капелата е при крај, се очекува да се намести бетон плочки околу неа, да се уреди паркинг просторот и јас се надевам дека до крајот на овој месец може да се и предаде во употреба. Така да ги повикам граѓаните кога ќе стапи во функција капелата да ја користат до максимум, бидејќи поминато е времето кога треба да има поврки низ град и кога починатите лица треба да се чуваат дома. На крајот уште еднаш сакам да повикам граѓаните да не се вознемируваат што има оператор на погребални услуги, што е тоа приватна компанија, бидејќи јавното претпријатие погребални услуги е управител на гробиштата и согласно законот мора да склучи договор со секој физичко или правно лице што ги задоволува условите од законот, че има дозвола од Министерството за транспорт и врски. Тоа моментално е еден оператор на територијата на општина Свети Николе. Имаме случајно договор, но ќе напоменам дека за неговите услуги кои ги пружа на граѓаните, ние вршиме надомест на сметка на граѓаните, на нивната такса сметка по поднесено нивно барање. Значи, да си ги собираат документите од кај оператор, да ги доставуваат благовремено кај нас, за да им биде исплатен надоместот за превоз, ископ, закоп и погребна опрема доколку ја набават од друго место, доколку не ја земат од нас. Ние се уште погребната опрема ја издаваме бесплатно. До кога ќе биде така не можам да кажам. Мислам, имавме скоро и надзор од Државниот комунален инспекторат, очекуваме решение од него, но од друга страна работиме и на ситуација да ги задоволиме законските услови за да можеме со погребната опрема да работиме понатаму.